Со Надица Илиевска, нутриционист, ова утро зборуваме на тема тиквата. Зошто е здрава тиквата? Некој рецепт да ни предложите? Како може во есенските денови да приготвиме тиквата? И секако зошто е здрава? Добро утро. Добро утро. Тиквата е омилена тема и многу ме радува тоа што се враќа на нашите трпези на голема врата. Тиквата е погодна буквално за сите популации. Тиквата е нашата банана и треба да ја користиме што повеќе. Тиквата е едно невидено богатство на витамини и на минерали. Тиквата ја подобрува дигестијата, го јакне имунитетот, полна е со антиоксиданси, има минерали, има Б витамини кои што многу ретко ги наоѓаме. Помага во исхраната, помага дури и во намалување на телесната тежина, но има некои специфични работи кои што мислам дека досега не сме ги зборувале, па ќе кажам нешто за нив. Значи, вообичаено ја користиме печена тиква. Да. Меѓутоа 100 грама печена тиква има 260 калории, што значи дека е една солидна ужина калориски. Добро. Со печењето губиме Б витамините. Б витамините секогаш страдаат во термичката обработка и бидејќи со печењето се одзема водата, таа добива на нутритивна густина. Но истите 100 грама сварена тиква имаат само 30 калории. Тука гледаме всушност колку е важен начинот на подготовка и начинот на конзумирање на една намирница. Понатаму, малку, тука можеме да играме и со температурата. Да ја вариме на тивок оган, што значи да не изгубиме многу од квалитетот на намирниците, на нутриентите што се внатре и понатаму да ја користиме во други правила, во други рецепти и така натаму. Детската храна е најпогодна да ја додадеме. Меѓутоа, често пати тиквата има неутрален вкус, што значи може да ја ставаме и во солина и во благи јадења. Кога ја обработуваме термички, сакам да додадам дека во кората на тиквата, тука блиску она што ние го фрламе всушност, е витаминот кој е растврлив во масти и во тиквата има малку масти, но доволно масти за тој да биде искористен. Но кога конзумираме тиква, пожелно е да не ги забораваме семките од тиква. Сега, тоа што ќе го изгубиме во термичката обработка на тиквата, со додавање понатаму во рецептурата на мелени семки од тиква, правиме еден баланс на дополнување она што сме го изгубиле со термичката обработка. Па така, печената тиква може да ја збогатиме со мелени семки, со тан, со сусам и да направиме еден преубав колач. Заборавен рецепт е млечникот со тиква, каде што едноставно додаваме јајца, додаваме млеко, додаваме варена тиква, на тивок оган многу малку подпечуваме. Тоа е еден оброк буквално за сите генерации, буквално за луѓето кои што имаат и проблеми со дигестијата. Тука веќе кога ќе ги додадеме јајцата го смируваме и високиот гликемиски индекс на тиквата доколку таа е печена. Ние немаме навика да правиме сок од тиква, но еве препорака да пробаат гледачите да направат сок од тиква, навистина има многу пријатен вкус. Како се прави? Едноставно како што правиме сокови од сите други овошја, со тоа што тиквата е помалку оптеретена со шеќери од другите овошја кои што вообичаено ги правиме, се може да се стави во смуди исто така. Таа е полна со растворливи билни влакна, што значи е податна и за популарните смуди. Исто така, јас лично тиквата, варената тиква ја користам во нашите нормални колачи да одземам дел од брашното. Значи, со додавање на грамажа, ако треба, вие во еден обичен колач, еве најобичен, сите домаќинки знаат што е пандишпан, значи, количината на брашно ако ја додаваме, ако таа е 300 грама, може да направиме да додадеме 300 грама брашно и 300 грама варена тиква. И веќе колачот на крај на приказната е нешто сосема друго, нутритивно, богатство на минерали, оние кои што ги немаме веќе во брашното и така натаму, што значи дека може да играме со тиквата
И на крај ќе завршам со тоа дека буквално доаѓа време на поташот тиква, уште ако во него ставиме малку прас, малку кромит, малку ѓумбир или малку рен, навистина добиваме еден сојузник за есенските денови на променливо време, кога сите почнуваме да мислиме на имунитетот за зимата. Така. Има ли некој кој што треба да внимава колку конзумира тиква, доколку здравствената состојба не му дозволува? Дали диабетичарите треба да внимаваат на внесување на тиквата или може да си јадат во доволни количини колку што сакаат? Интересно, во начело би требало, меѓутоа, знаете, малку се знае дека тиквата всушност е овошје, не е зеленчук. И најмногу ја споредуваат со компирот кој што е лош за диабетичарите, тиквата може да ја конзумираат диабетичарите. Интересно е со тиквата дека таа е заситна. И вие не можете да изедете половина тиква и да направите некоја голема белја, значи со едно парче вие сте сити, заситени и задоволни, но исто како другите јаглени хидрати, таа ги буди рецепторите на задоволување, има фитохемикали кои што побудуваат задоволство при јадењето, што значи дека оние луѓе кои што сакаат да конзумираат сладко, а не смеат, баш напротив, тиквата е одлична за сите генерации, речиси за сите, единствено многу ретка е популацијата која што не може да користи тиква, и тоа печена или сирова, варената тиква може да ја користат сите, таа не е алерген. Дури во козметиката може да се користи тиквата, маска од варена тиква е исто така благотворна, што значи дека тиквата е бескрајна тема. Така. Ви благодарам за одвоеното време, Надица, за сите совети на гледачите, на домакинките, домакините, можеби и мажите ќе подготват тиква, одлични рецепти, одлични совети да искористиме тиквата во целост. Ви благодарам на вас. Ви благодарам и на вас за поканата. Така.